Добар ден, гледате Аргумент, добар ден за моите гости. Искра Гешовска, председателка на Контрапункт и програмска уредничка на КРИК фестивалот. Добар ден, благодарам за покана. Благодарам што сте тука и Роберт Алџозовски, поранешен министер за култура и се уште работите, се разбира. И теоретичар и се уште работите во домен. Човек во културата и по завршувањето на ангажманот во владата, пак се врати во културниот сектор каде што припаѓа. Во независниот. Да. Се разбира. И за тоа ќе говориме. Но прво за сајмот на книги. Еве, можеме од вас да почнеме, вие сте биле министер за култура. Моето прашање е постојано се прашува, нели, говориме, дебатираме за тоа. Зошто? Толку ли е тешко? И сите прашања се, оваа емисија, толку ли е тешко? Толку ли е тешко да добиеме добри светски имиња писатели на сајмот на книга? Гледаме и во Србија, во Хрватска, дека тоа не представува проблем. Проблем се парите. Буџетот на Министерството за култура, претпоставувам дека може да издвои некаква сума со која ќе дојде гостин, ќе биде некаков важен писател, светски важен и познат. Да. Па, најмал проблем е да се донесат гостите, бидејќи тоа е и најмалата ставка на чинење, мислам. Отприлика колку би чинало? Па колку може да чини, нели, трошоци за авионска карта и за престој и евентуално да се види колкав е хонорарот, при што ако се замоли помал хонорар, тие ќе имаат и разбирањето. Добро, колку би било разбирањето? За која сума се е поднослива? Па добро, значи не сум се бавел конкретно со тоа, меѓутоа претпоставувам дека значи тоа не е трошок, кај нас сепак доаѓале луѓе од литературата кои што биле вредни автори. Сега не разговараме, нели, за книжевни звезди во она комерцијална за Пауло Коелјо не говориме, така, во таа смисла, нели, апсолутно тоа не е проблем. Повеќе е како е поставен целиот систем на функционирање на издаваштвото, а во таа смисла, нели, на книжевниот сектор. Така што во соглед на тоа дека сме премал пазар, ние имаме премногу издавачки куќи, многу од нив не ги задоволуваат сите сегменти на тоа да бидат издавачки куќи и компании, така што главно имаме, да речеме, повеќе продукција отколку што имаме маркетинг или продажба. Но, дури и во овој аспект на промоција и маркетинг, знаат издавачките куќи некогаш да донесат вредни гости, но сајмот како да не е дестинацијата, што е навистина штета. Да. Добро. И кој е проблемот? Ете, може вие, Гешовска, да се вклучите со издавачките куќи кои вели Алџозовски, бројката експлодира. Па како што рече и Роберт, значи навистина покомплексен е проблемот околу наративот со издаваштвото како една развојна, економска, креативна категорија. Издаваштвото би требало да е одржлива категорија и да припаѓа, нели, на тој креативен сектор вака или онака. Не може никако да застане на нозе, како што веќе беше кажано, пазарот е мал. Читачките преференции во оваа земја, што има врска со образованието, исто така не се големи, мора и тоа да го кажеме. Тенденциите се поразителни, тоа сакате да кажете, дека се чита шунт и секаква литература. Тоа има врска со образовниот систем, не може изолирано да се гледаат тие две нешта. И мислам дека особено, ние сме земја која што, знаете, нема преведено основна литература од типот Хегел, Кант и така натаму. Добро, Шекспир имаше голем подвиг, Драги Михајловски, ама тоа после не знам колку време. Но нема... Ние сме растани, се уште се растани врз српска литература. Политиките на Министерството, Роберт веројатно подобро знае тоа да го објасним, ама можеби е тоа посебна тема за посебна емисија, односно не само на Министерството, одредени министри имаа волја
се сеќавам дека Роберт додека беше на таа функција имаше волја тоа да се воведе, значи треба посебен начин на финансирање, поинаков начин, дали со нели центар за книга, дали како што има агенција за филм, нели има модели во земји каде што има таква агенција или центар за книга. Немате, че се приполни со администрација, голомазна и неефикасна и партизирана. Тоа е тема, ама како, на кој начин да се поддржи, значи финансирањето голема е темата. Да, добро, но велите дека тоа е еден од моделите. Да има агенција некаква или пак да инсистираат издавачите некој од големите светски. А инаку ова околу имињата, навистина се согласувам со Роберт, гости да се донесат, ако веќе некој превел некој значен автор. А има такви што превеле. Значи тоа е навистина најмалата ставка. Поголемиот проблем е да се покријат трошоците за превод, печатење и така натаму и поднатаму дистрибуција. Ние во Крик имаме гости постојано од странство и тоа не е значи поголемиот проблем е можеби тука се исцрпуваат издавачите во самата продукција на книгата, а потоа не може да заради тоа и државата треба да влета во буџетот. Добро, оваа година не е главна звезда, како што прочитав. Она жена која всушност не може ни името да се запамети, Оливера Чирковиќ. Таа е криминалка од групата Pink Panther, но со одушевување неколку години поред ја рекламираат и издавачите, и самиот Саем практично ја рекламира како најголемата звезда која има гостинг. Па добро, кај нас не се разграничени работите, значи кај нас се е на едно место, во таа смисла и овој тип на литература и она што е врвна уметничка литература, не може се да биде на едно место, односно овој тип на литература, а ако ни дојде на саемот, тогаш се губи реномето за сите други активности. Меѓутоа, нели, ако сме во смисла инклузивни, без добри цели и без визија што сакаме нели да постигнеме, тогаш е ситуацијата да е што ќе дадеш. Генерално проблемот е што работите, значи проблемот е што пак треба Министерството да ја преземе улогата на предводник и да ги усогласи разните интереси, но се разбира најбитна е поддршката, бидејќи со години дури ваква каква што е саемската манифестација се поддржува со премалку пари за да се направи тоа книжевна индустрија, макар и во мал формат. Но пак велам, ми се чини дека треба поголема усогласеност, координација на крајот на криштата и поголема амбиција на сите издавачи. За сега тоа не е така, главно гледаат да поминат околу нулата, односно да не отат премногу во зијан од продажбата. Но, значи, има саеми, има манифестации и во мали земји, каде што саемот е добар. Јас се уште мислам дека саемот е најдоброто место за промоција, бидејќи се тука сите. Ако мислите дека вие ќе донесете, не знам, Токарчук на посебен фестивал, сепак можноста за промоција и за маркетинг е помала, отколку ако ја донесете на саемот, меѓутоа треба да ја донесете во повторно добар интериер, во добар амбиент. Сме имале ли новеловци? Воопшто не се не сеќавам дека сме имале тешко, Не може. Се извинувам што ве прекинав. Да. Па не, меѓутоа доаѓале славни актери, автори, меѓутоа почесто ќе дојдат на други специфични манифестации, отколку што ќе дојдат нели на самиот саем. Гешовска, околу секогаш, околу прашувам ова прашање, секоја година го поставувам на луѓето кои работат култура, зошто нема селекција и зошто криминалци се промовираат и се гордеат издавачите
со нив, а потоа се прашуваат зошто Коста Кесмановиќ, например, се појавува во Србија. Затоа што се слават вакви вредности. Јас се уште сакам да верувам, сакам да верувам дека не, се уште би сакала да верувам дека не е тоа доминантната тенденција во издавачката дејност, ако зборуваме. Не, но е главната секогаш гостинка. Но може би е доминантната тенденција воопшто во динамиките во општеството на прием, за прием на содржина. Кој тип содржина сака општеството да конзумира. Верувам дека можеби сепак се уште има надеж да бидат ова инциденти, а не да биде пракса. А сега ќе видиме понатаму, можеби од сите нас зависи. Дали ќе дозволиме, нели, по кој насоки да оди. Добро. Имате ли објаснување, еве повторно ќе кажам, сте биле министер за култура, знаете какви се условите во салата Борис Трајковски, па и претходно саемот. Не можеше да се дише. Тоа не е достоинствено место каде што се промовира култура, каде што се продаваат книги и за публиката, и за издавачите. Што е проблемот? Па, веројатно, организаторите се плашат дека ќе потрошат, ќе дојде преголема фактура за разладување или за што и да е. Меѓутоа, генерално, кај нас организацијската култура и навики се слаби, но повторно пак, значи, правиме буџетска рамка која што е премала за нашата амбиција, а тогаш се јавуваат сите можни проблеми. И пак тука јас не би ги обвинувал толку организаторите, колку што пак вела Министерство за култура, кое што за жал има премал буџет и премалку ги финансира таквите идеи. Значи, ако сакаме, еве, меѓу другото, да промовираме и културни индустрии, книжевноста е културна индустрија и треба да се вложи во тоа. Меѓутоа, мора да се вложи за да се направи квалитетна настан кој што потоа ќе ги даде сите одредени резултати. Така што ако правиме со мала поддршка, за жал тоа е за овој тип на манифестации. Можеме да дадеме мала поддршка за герилски акции, за независен сектор, за било што, меѓутоа се знае колку може да биде буџет и колкави се буџетите на било кои посериозни саеми. Тоа е настан на годината во културата. Нели? Во државен настан. За славење. Ајде околу веќе го зачнавме тоа прашање, Министерството за култура постојано говориме за него, може со вас Кешовска околу Љутков, изјавата негова дека треба да се приватизира националното богатство, дека тоа е една од идеите заради тоа што државата нема пари. Во принцип, владите најмалку даваат пари за култура, но овој начин на приватизација на културно наследство, видовме како изгледа Охрид, сушност. Кој е под УНЕСКО, тоа е... Јас не сум експерт за културно наследство, но сам воопшто концептот за приватизација на нешто што е јавно добро, а меѓу другото и културно наследство, значи за што и да е што е јавно добро, автопатишта, културно наследство и така натаму, за мене е неприфатлива. За мене е неприфатлива и тука многу тврдо стојам на таа позиција. Се уште верувам дека државата... Па државата зошто нема пари, сега тоа се... Да не отвараме таа тема. Не, зошто не би било тоа начин за така да се помогне? Значи, вака, тоа е едно погрешно разбирање на тоа како приватниот сектор може да го поддржи јавното добро. Значи, не се приватизира културното наследство, туку приватни институции, мецени, стекнуваат квалификации како приватни компании или лица да менаџираат во најдобар интерес со јавното добро. Но не да не бараат враќање на парите. Но никој не, значи ниеден замок во светот не се менаџира за некој да направи профит. Профитот доаѓа
како резултат на доброто менаџирање. Во таа смисла, тие го менаџираат по најврвните принципи и затоа можат да стават и висока карта и да го наплатат тоа. Но тоа не значи дека се откажуваат од јавното добро да пуштаат по без пари или по специјални цени, нели? Сите останати целни групи во едукативни или други цели кои што треба да добијат таков влез. Така што ова значи дека вие ќе ставите некого кој што ќе го менаџира е навистина лоша идеја. Во таа смисла министерот најави некаква инвестиција и обновување на заливот за коски, а најчесто ние имаме проблеми продажбата на билети во на тие места да ја направиме и да ја менаџираме како што треба, а не сите останати сегменти на управувањето и користењето на тоа наследство. Да, добро. Продолжете. Моето мислење па Роберт објасни, а и јас таму тргнав кон таму дека ми е тврд ставот околу приватизирањето, дури потврд можеби од на Роберт, затоа што на вистина, значи во рете, ние живееме во систем како пазарен, капиталистички, како сакате наречете го, за жал можеби полошо од тоа, но не може, мислам, мора да се знае што е што. Значи, вие можете да кажете дека ќе формирате експертски тимови за ова, за она, за да се направи стратегија како да се обнови, како да се менаџира одредено културно наследство. Да го дадете во... Значи, тоа е недозволиво. Тука гледам простор повторно за коруптивни активности. Бидејќи имајќи на ум дека се прави ад хок и така само се ви ке рече некој има модел таков, не знам си каде, во Германија, за нешто. Ама сега таму тој модел е обезбеден да биде заштитен од корупција, од распродажба, од расфрлање, од уништување. Јас се плашам дека може да се случи токму ова сега што го кажав, што во одредени развиени земји е можеби дел од моделот за функционирање на и менаџирање со културното и за промоција на културното наследство, кај нас може да се претвори во коруптивна активност. Така ми се чини. Но пак не постои приватизација, значи во Горица, градот нели што е сега европска престолнина, имотот прекрасна градина и прекрасен објект со фрески од 14 од 16 век го враќаат на семејството. Семејството го одржува системот таков каков што е и нити има интензивна туристичка активност таму, се што праваат домакините примаат туристички посети од време на време, љубезни се кон сите индивидуални посетители, ја раскажуваат приказната на местото, замолуваат да бидат тагирани на Инстаграм и тука нема интензивна економска активност. Така што... Ајде околу приватизација и партизација. Значи, добро почна всушност. Приватизација на она што е јавно добро. Еднакво така и државните институции. Примерот со Мустафа Имери долго време и протестираа луѓето од филхармонија, тој стана директор на филхармонија. Во интервју Изет Меджити изјави дека претходно кажа дека вреди ја добива филхармонија. И сега повторно толку ли е тешко да се започне еднаш со конкурси во и културата и здравството, барем со овие сектори да се започне, заради тоа што нели велат дека ќе се департизира, дека веќе се става крај на партизација, што не е точно. Туку таа се негува се повеќе. Да. Роберт, бидејќи го искусил однатре системот, подобро ќе каже, затоа можеби прво јас да го кажам моето мислење. Имам мојот впечаток е дека никогаш нема во оваа земја тоа да се случи. Да се случи, иако во сите предизборни кампањи тоа е главната реченица што ја слушаме од сите политички субјекти, дека ќе се борат за департизација. Не, затоа што ова општество, за жал, стана, како да кажам, зависно од партијата. Корпорација. Па дури во една корпорација
во одговорно се однесуваат луѓето. Според заслуги ги добиваат функциите. И за да функционира корпорацијата, значи мора да има квалитетни луѓе на квалитетни места. Значи овдека велат, јас се извинувам за баналноста, но велат, тој многу трчаше вика во кампањата и мора да го... Како, мислам, што значи тоа? Што значи тоа? Мислам, не разбирам. Јас навистина на маратон, ако добро трча. Ја истрча вели добро кампањата. Тоа, извинете, обично не користам вакви примери, но не можам, бидејќи земјата е на тоа ниво, мора да реферирам на нивото на земјата, значи тоа е речникот од прилика во нашата политичка култура, во сферата на политичката култура, значи, се додека не престане, па не само во културата, споменавте во здравството, во судството, мислам, тој ланец, тие врзани садови на корупција, кога велам корупција, не мислам само на финансиска корупција, тоа се такви некои мали циркулирања, циркулирања, пресек на множества, на некакви смешни игри на моќ во ова земја, значи позиции на моќ. Значи, и затоа сме до ова скалило, кое што е под скалилата, под почетокот на скалилата, затоа што не се есапи експертиза, знаење. Кога велам експертиза, исто не мислам на дипломи, ти знаеме како дипломи може да се дојде до дипломи. И образованието е корумпирано, се е корумпирано. Значи, не се разговара, не се, повторно ќе се вратам, не се мисли на заедничкото добро, на јавното добро. Значи, кој ќе почнеме да разбираме што значи заедничко добро и дека не може да има партикуларен интерес без да е засилено заедничкото добро, без да е добро со добра арматура, без да е добра арматура, нема од ова мртва точка да се поместиме и не верувам дека наскоро ќе се случи тоа, за жал. Може би. Ете, ала Ѓозовски, какви се вашите искуства? Колку и да инсистирате за некого дека и ги има квалитетите, на крај коалиционите партнери се некои диктираат? Добро, ако сме зацртале процедурите мора да ги исполнуваме и мора да ги исполниме суштински, а не формално. Во таа смисла, јас, например, лично сметав дека целиот тој параграф, дека познавањето на англискиот јазик треба се потврдува со TOEFL или со не знам како, доволно е да се има знаење на англиски јазик и постојат и други начини како што тоа може да се мери. Меѓутоа, да речеме, она што кај нас се случува, инсистираме на формални услови, а потоа сваќаме дека 90 или 95% од нашите кандидати тоа не го исполнуваат. А оние неколку мина кои што ги исполнуваат формалните критериуми, пак не ги сакаме од разни други причини. Така што се работи за еден принцип на административна помпезност, еден систем на скриени агенди, а потоа и на лошо владење. А ако некој не ги исполнува условите, тогаш нема зошто да биде да биде поставен. Но има, сигурно има зошто. Да, партиската книжка е најрелевантна. Да. Значи треба да се знае за кои позиции одлучуваат партиите врз база на претходно исполнети компетенции, меѓутоа во оној момент кога е одредено место огласено на јавен конкурс, тогаш се следи процедурата, огласот и така натаму. Да. Добро, имавте ли средба со министерот Љутков, еве двајцата ве прашувам, околу независната културна сцена? За низиното место, за вашите идеи, како треба да изгледа? Баш пред некој ден имавме годишно собрание на Јадро, Асоциацијата на независна културна сцена, и наскоро ќе биде упатена барање ќе биде упатено до министерот за нужна средба, бидејќи сакаме веќе помена. Да, и во таа година неколку пати тој се изјаснува дека независниот културен сектор според неговите видувања
е нешто што не треба да се поддржува од буџетот на Република Северна Македонија. И сега тоа е целосно една јас дури не знам дали некој некаде веќе има таква позиција, значи би рекла дека можеби недоволно познавање на тоа што значи тој сектор и зошто не, значи тој сектор еднакво има дури повеќе има луѓе, културни работници и уметници кои што ја креираат современата култура, односно современото културно наследство. Да. И тие луѓе се наоѓаат на работна бездната затоа што немаат никаква поддршка од државата, односно државата постојано ги тера во некоја ќоша каде што мора да објаснуваат прво што значи независен културен сектор, значи сите мислат дека зборчето независен значи дека не треба да биде, значи тоа е најбаналното со државата. Сме на емисијата да. И треба да се направи една дебата и ќе биде и поканети министерот Љутков токму за оваа тема и вие ќе бидете исто поканети. Без него нема што да се дебатира, но е важно да има такви дебати. Генерално позицијата на независната сцена и на граѓанската култура е признаена на секаде и во регионот и во светот. Ние сме обврзани да се грижиме за неа по Конвенцијата за правата на уметникот и различноста, така да тоа е обврска пропишана од УНЕСКО. УНЕСКО има една конвенција за жива култура, друга конвенција за заштита на културното наследство. Во таа смисла современата култура е обврска за оваа влада. Сега, ако ние со стратегии и разни други акции сме успеале да им одадеме признание и да го подобриме статусот, не треба новата влада да го нарушува тоа. Стекнатите права се стекнати права и за независната сцена, и за вработените во културните институции кои што сега гледаме сакаат колективниот договор да им го укинат. Така што навистина не сваќам со каква енергија влегуваат во вакви непотребни битки. Со каква леснотија всушност. Ќе биде организирана дебата и вие двајцата ќе бидете поканети и како што реков министерот за култура, благодарам што бевте гост. Благодарам. Благодарам што не гледавте, пријатно.